Благодарам, подпредседателка. Јас имам две пратенички прашања. Например, да го поздравам премиерот, министрите, колегите и македонската јавност. Моите пратенички прашања ќе бидат упатени до министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска и министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Ќе започнам со министерот за дигитална трансформација. Почитуван министер, министерството со кое вие раководите е релативно ново, но за периодот од како е формирано па до сега постигна високи резултати и воспостави стандарди кои навистина не достигаа во Република Македонија. Брзата реализација на стратешките активности, подобрување на ефикасноста и транспарентноста во работењето се доказ дека вистински реформи се можни кога се има визија и одговорност кон граѓаните, а оваа влада го поседува токму тоа. Министерството за дигитална трансформација постои краток период, но постигна многу. Воведе нови дигитални услуги, достапни за сите граѓани. Ги скрати административните процедури и времето на чекање. Работи на зајакнување на сајбер безбедноста и заштита на податоците, а исто така воспостави механизми на координација меѓу институциите и така натаму. Она што мене ме интересира и голем број граѓани се новоотворените центри за услуги во неколку градови во државата, за кои лично јас сметам дека се одлична новина, но и дека е потребна поголема промоција. Зашто голем број граѓани не се запознаени и се уште не знаат дека со посетата на еден ваков центар конечно ќе добијат брзи, ефикасни и транспарентни административни услуги, сето тоа на едно место. За нив тоа значи многу, затоа што се заштедува време, значи помалку време во чекални, а повеќе време за семејството. Исто така помалку бирократија, а повеќе функционалност и доверба. Почитуван министер, да го формулирам моето прашање. Дали планирате вакви центри за услуги во сите градови во Република Македонија и дали може да не запознаете конкретно какви услуги нудат овие центри? И второто прашање до министерката за финансии. Почитувана министерке, како пратеници кога го започнавме нашиот мандат, од првите моменти беше соочувањето со финансиската состојба во нашата држава, односно каква државна каса наследнивме од претходната ненародна влада, која имаше многу други приоритети, само не интересите на граѓаните. Со доаѓањето на ВМРО-ДПМНЕ на власт, начекавме испразнет буџет уште во месец јули, а пари во истиот требаше да има до месец декември. Со голема посветеност и труд успеавме да се консолидираме и да бележиме неколку квартали поред раст на БДП, дури и на 3%, тоест дури подобри од проекциите на меѓународните институции. А тоа е јасен сигнал дека владините политики функционираат и даваат резултати. Со консолидиран буџет, со фокус на раст и инвестиции, успеавте да ја стабилизирате економијата. Почитувана министерке, моето прашање е: што може да очекуваме на финансиски план во тековната 2026 година? Ви благодарам. Ви благодарам и јас.